Општина Кочани планира да се вклучи во проект за контрола на потрошувачката на електрична енергија кај јавното осветлување, за што истиот треба да се вброи во приоритетните активности. Веќе е изготвена предлог одлука, што треба да биде прифатена од страна на Советот на општината, а со која се утврдува приоритет за сопствено учество, односно кофинансирање на проектот паметно мерење и управување на енергијата во системот за јавно осветлување. Општината ќе аплицира на конкурсот за проектни предлози спроведување мали проекти во област на енергија, транспорт и заштита на клима во општините, што го објави заедницата на единици на локални самоуправи во рамки на проектот на Европската Унија за енергетска транзиција, пакт на градоначалници во Западен Балкан и Турција. Се работи за активности што се финансирани од Европската Унија, како и од Германското федерално министерство за економска соработка и развој ГИЗ. При тоа, Германското федерално министерство ќе го финансира спроведувањето на проектот до максимум од 50.000 евра. Општина Кочани треба да се вклучи со сопствено учество, односно кофинансирање на проектот со средства од сопствениот буџет за наредната година, со максимален износ од 20% од вкупната сума на проектот. Всушност, висината на кофинансирањето ќе зависи од договорениот износ согласно Законот за јавни набавки. Предлог одлуката треба да добие согласност од Советот на општина Кочани, а со оглед на временските рокови што треба да се запазат, закажана е нова седница, на која пред советниците ќе се најдат само 2 точки од дневниот ред. Седницата ќе се одржи во вторник, а покрај оваа, другата точка за која што ќе се дискутира, се однесува на измени во одлуката за основање на јавно предпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување Светлина КО 2022. Тројца работници на комуналното предпријатие Водовод биле физички нападнати од граѓани додека отстранувале дефект на водоводната мрежа. При тоа се здобиле со телесни повреди и побарале лекарска помош. Според одговорните во предпријатието, еден од работниците има повреда на ногата, друг на главата, а третиот поминал со полесни повреди. Сите тројца доживеале психички стрес. Инцидентот се случил на улицата Бел Камен во Кочани, каде што работниците дошле да ја поправаат водоводната цевка што била оштетена при градежни работи што ги изведувала друга фирма. Лекарските што се наоди ќе си го кажат реално. Али факт е дека таа еден има гипс на ногата. Факт е на другиот дека има на главата повреда. Денес кори не се на работа, ќе бидат на болување, разговараме со нив што е какво и тоа не го вработените пренесуваат. Ставрев нагласува дека водоводната мрежа што ја одржува Водовод е со голема должина и поради тоа граѓаните треба да имаат разбирање за честите дефекти. Најмалку треба на тај начин да ги решаваме проблемите. Најмалку на тај начин. Што сме направиле? Сега тие тројца не се на работа, ќе бидат некој време на болување, а таа група што е за одржување ќе биде преполовена. Сега ќе биде проблем како да се справуваме со секојдневните што се ги имаме проблеми на мрежата. Нападот врз вработените во Водовод бил пријавен во одделението за внатрешни работи во Кочани, а полициски службеници направиле увид во настанот. Од секторот за внатрешни работи од Штип потврдија дека кај нив дошла пријава за напад на вработени во Водовод, пошто било известено и јавното обвинителство, од каде се чека дополнителен одговор. Општина Кочани ги потсетува заинтересираните граѓани дека истекува рокот за пријавување по објавата за отуѓување градежно земјиште во државна сопственост. Со неа на продажба се ставени 10 градежни парцели, сите се со намена за индивидуално домување. При тоа повеќето се дел од проектот Купи куќа за млади. По 3 од градежните парцели се на улиците Пиринска и Митко Тодоров, а по една на Ѓорче Петров, Смилевски конгрес, Илјо Тесларо и на улицата Вера Которка во населбата Монополски Бавчи. Секоја од парцелите е со различна површина, при што најмалата е од 294, а најголемата од 549 метри квадратни. Освен за изградба на објекти за индивидуално домување од класата А1, кај 5 од парцелите е дозволена и намена на просторот за класата Б1, односно вметнување простории за комерцијални или други деловни намени до 10% од површината на објектот. Рокот за пријавување за учество на јавното наддавање за купување парцели е до 18 јули,
Наддавањето ќе се одржи на 20 јули. Почетна цена за сите градежни парцели е 61 денар од метар квадратен. Објавата за продажба на градежното земјиште, што е во сопственост на државата, може да се види на веб страницата на општина Кочани. Во општинската библиотека Искра е отворена изложба на фотографии од Кочани, како и литературни дела од роднокрајни автори, напишани во различни временски периоди. Активноста е во рамки на Петровденското одбележување на празникот на градот, а на изложбата се представени 40 на фотографии во црно-бела и колор техника. Од библиотеката Искра истакнаа дека станува збор за интересна изложба на која е направен спој меѓу минатото и сегашноста. Дел од фотографиите се од архивата на библиотеката, а останатите ги изработил фотографот Александар Вражалски. За оваа изложба се поставени стари фотографии од Кочани, кои што се дел од библиотечниот фонд на нашата библиотека. Исто така за дел од тие фотографии направени се други фотографии нови од Александар Вражалски, а исто така во изложбата се поставени и голем број на литературни дела од наши роднокрајни автори, кои што се исто така дел од библиотечниот фонд на нашата библиотека. Изложени се околу 40 на фотографии, за кои што за сите не можеше да се направат нови фотографии во ново издание, меѓутоа за тие што можеше да се фати аголот, се фатени, мислам дека се успешно доловени и реализирани. Исто така се изложени голем дел на книжевни дела од наши роднокрајни автори, бидејќи Кочани поседува голем број на творци на литературни дела од поезија, проза, монографии, стручна литература и слично. Изложбата на стари и нови фотографии, како и делата од роднокрајни автори, во библиотеката Искра граѓаните ќе можат да ја посетат во наредните 2 недели. Министерството за земјоделство информира дека се добиени нови 97 милиони евра неповратни средства од европските фондови преку ИПАР-3 програмата. Зголемувањето е за 62% во споредба со ИПАР-2, кога земјоделците во државата на располагање добија 60 милиони евра. Вкупниот инвестициски циклус во македонското земјоделство само со ИПАР-3 програмата изнесува 210 милиони евра. Покрај новите 97 милиони неповратни средства, овде влегува и кофинансирањето од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во висина од 31 милион евра. Исто така, вклучени се уште 82 милиони евра инвестициски средства од страна на домашните корисници на програмата. Поддршката што Македонија ја добива од Европската Унија е значајна за развој на домашното земјоделство. Набавката на нова опрема, изградбата и проширување на производствени капацитети, поддршка на туризмот и руралниот развој се само дел од проектите што ќе бидат поддржани во рамки на ИПАР-3 програмата. Покрај развојот и модернизирањето на македонското земјоделство, поддршката што се добива од ИПАР-3 ќе влијае и врз подобрувањето на економијата, како и на намалување на невработеноста преку отворање на нови работни места во земјоделството, се истакнува во соопштението од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.